do naših gora požari gvor, napon se ustup svakoj zlosti, blaženoj tebi podiše dvor. Prezrine me srce vrelo milosti, što ti se majski staveš u stvar. Kaj ti je, Viki? Poštovanje. Dobro dojdete u Makedonska kuća. Što pravite? За среќне Арно Јумо, овде ка живеам ја. 77, Арно најдовте? Па лесно најдовме да ви кажем. добро. Како сте? Оливер Njegov, баритон. Добро. Не И сме така натаму, видели, и така натаму. и така Све натаму. добро. Добри Сакам сте. што дојдовте да видите што значи македонска На куќа. македонски ќе зборим, не? Македонски нормално. Обично кога доаѓаат македонци, одма Ако причаат сгрешам српски. некоја работа, ме молам да ми испраќате. Нема, таму работа имате вие интересна приказна. Одиме во вашиот дом. Фала. Повелете. Изморедниот Оливер Njego, српски оперски пеач, баритон, професор, во патот до успехот. Tada moja vila preda me granu, lepši je ovaj zemlji. Iz crnog mraka divna mi svagu, opesla slavlja veseli svi. Оливер Njego е роден на 19 септември 1959 година во Ниш. Таму живее до 10-та година и започнува со основното училиште. Неговата мајка, македонка по потекло, инаку сестра на Димитри Османли, е стоматолог по вокација, денес во пензија, а неговиот татко бил воен пилот. Поради префрлувањето на неговиот татко, семејството се сели да живее во Скопје, каде што Оливер завршува основно и средно училиште. Dušo moja, srećo moja, moje sunce željosnena, pesmo leta, pričo kišna, ja bez tebe sreće nemam. Оливер Njego, благодарам што не примивте во вашиот дом, сега ќе си збориме македонски конечно. Нормално, ја од вај сакам со некој да си малце да си полафам, што викаат битолчани, да си полафам малце македонскиот. Сум го заборавил доста, веќе 20-30 години не сум во Македонија, одам често доле, имам голем број на пријатели, кумови, родбина, веќе се помалку и помалку. И многу сум среќен што потекнувам од тоа подневие и што најубавите години во мојот живот се вржани за Македонија. И за Скопје, и за Охрид, и за многу други, но по мајка сте битолченец, така? Мајка ми е девојачко презиме беше Османли и првиот дипломиран редител на Македонија беше Димитри Османли, тој е стриц на мајка ми. Беа тројца браќа, Тома, таткото на мајка ми, он беше економист. Димитри Османли прв редител дипломирани во Македонија и Џика Османли беше професор по музика и професор по виолина. Стара угледна породица битолска, со убава куќа кој ден денеска постои во Битола, Карши, Домот на културата. Дедо и баба, моите прадедо и прабаба беа грчки цинцари, дедото се викаше Диаманди, баба Евридики. И една здрава, угледна породица со години. Од таква дивна породица проистекна и мајка ми, али со сплет на некои случајни околности се запозна со татко ми кој беше пилот на ЈНА, ратен пилот, војни пилот, и тогаш беше во Скопје. Во Скопје така распореден 59-60 година на аеродром Петровец. И со од таа среќна љубов сум настанал ја, Оливер Njego, нивниот едини син и единец на тоа семејство Njego. Значи презиме Njego по татко ми кој води потекло од Босна, од Сараево, а мајка ми девојачко презиме Османли, грчка цинцарка, порекло од Битола. Она е стоматолог. Во Мајка ми пензија, беше, така? да, мајка ми е сега во пензија, беше стоматолог и работеше како асистент на стоматолошки факултет во Скопје. А потоа, кога се преселивме за Белград,
дека се селевме, така е природата на семејството, кај што е патер, фамилија, војно лице, онда се селевме за Белград, па се враќавме пак за Скопје. Онда тогаш смени работата и беше директор на Алкалоид. Така да, кога сме живееле во Белград, она работеше во Алкалоид, во представништво на Алкалоид, и кога се вративме доле, пак повторно во Македонија, она работеше во Алкалоид, во фирмата Алкалоид, на 4. спрат се сеќам, беше директор на менеджмент и а татко ми, кога се вративме во Македонија по втор пат, стана пилотни извршен совет на Македонија. Опа. Да. Тоа има интересни приказни таму за раскажување. Па да. Така? Војна пилотажа е војна пилотажа, многу одговорна, многу совесна. Како воен пилот работеше и во Либија, како инструктор на тогаш Југославија беше голем извозник на војна техника и либиска држава беше голем купец на тогашните авиони Јастреби, Галеб, као школски авиони. И Југославија тогаш имаше војна ваздухопловна академија во Мисурата, во Либија. Мисурата е еден град 230 километри од Триполи кон Бенгази, значи на исток. И во Мисурата беше званична ваздухопловна војна академија, кај што еден од професорите беше и татко ми, 76 година. Сум имал чест и задоволство да бидам таму со него во таа војна база. И тоа се месец дена кои сум ги поминал во Мисурата, кои ми останала вака едно убаво сеќавање. Прво тоа време, 76 година, па онда тие доживувања што сум ги имал тамо, тоа убаво Либиско море, Либиска Сахара, пустиња и така натаму. Така да, со оглед на тоа дека сум од една угледна породица кај што беа двата родители остварени, професионално остварени, јас сум имал задоволство да уживам и гледајќи ја мајка ми како работи своја стоматологија и за благодарение на тоа и сега во овие години во кои сум имам сите 32 заба се уште во глава. А сум бил одушевен со професијата на татко ми, дури сум бил една година пре него што сум сватил дека би требало да се занимавам со музика, сум бил во ваздухопловна академија, па поради некои здравствени причини не сум можел да наставим понатаму школа. А бевте во војна? Бев година дена и во ваздухопловна академија во Задар. И после година дена, со оглед на некои здравствени резултати, не сум можел да наставам понатаму школување. Sina majci za naručja oteo je zulumčar, sada kune svoju sudbu. Него прво се запишува на градежниот факултет, па потоа поминува на шумарскиот. Се обидува да се запише и на пилотската академија. Но природниот дар и афинитетите кон музиката го пренасочуваат на музичката академија во Скопје. Бидејќи во Белград служил војска, по убедување на професорката Радмила Бакочевич, се префрла на музичката академија во Белград. Дипломира во 1990 година на Факултетот за музички уметности во Белград во класата на професорката Радмила Бакочевич. Својата кариера ја започнува уште како студента, каде има повремен ангажман во Скопската опера, за да во 1979 година добие статус член на операта во Скопје. Perfide all'angolo contro me unite, le potenze presagian profetato, esser poi sanguinario e che nessun nato ti dona te noce. Кога сум се вратил повторно во Скопје, станав многу брзо член на Македонската опера, положив аудиција за хорот на Скопската опера
i 80 godina станав член на Македонската опера и многу брзо, после 2-3 години, почнав и да добијам некои помали солистички улоги, како рецимо Монтероне во Риголето, па онда во Севијски Берберин, па така во некои оперски улоги. Имав некои мали оперски улоги и тогаш и запишав академија кај сега покоен професор Коста Трпков. Тогаш во тоа време беа два професори на академија. Еден беше Благоје Николовски, едниот беше Коста Трпков и ја бев кај Коста Трпков. И кај Коста Трпков завршив прва и втора година на академија. 86-та година дојде време да се оди во војска. Морав да отидам на ослужување на воен рок и ја дојдов тука во Белград. Зашто? Затоа што сакав да бидам во контакт со мојата професорка Радмила Бакочевиќ, кај која након завршување на војниот рок дојдов на трета година на Белградска академија и она ме прими во својата класа. Радмила Бакочевиќ, мора да ми да говорите за емисија. Радмила Бакочевиќ сега е мојата комшика и јас од сите оние респекти што сум ги имал госпоѓа Бакочевиќ, госпоѓа, сад кажем, Радмила Бакочевиќ е моја комшиница и ја секогаш кога ќе слезам доле кај неа, сега сум малтене као да сум и син, ја сакам да ја отпевам она чуена песма на Тома Здравковиќ, Комшиница, враголанка лепа е ко сан, ја ја љубим и милуjem, ју, сине и тако даље. Така да сега кога беше корона и кога беа овие немили денови, јас прво ќе слезам кај неа, кажем, добар дан, госпоđо, хигиеничари да изнесу ѓубре. Немој, сине, па срамота е, тако да ја прво ќе изнесам ѓубре, па после ќе дојдам со списак да видам што и треба, да и купам што и треба. Радмила Бакочевиќ е една особа која мене ме задужила многу во животот и како во тие школски аспекти, завршување на академија, кај неја сум магистрирал пеење, за благодарение на неја сум станал солиста на Белградска опера. А сега сум еве и комшија. Сега сум најблизок комшија, можам да се пофалам со тоа, на Радмила Бакочевиќ. Добро, следниот пат ќе одиме кај комшија. Да, идниот пат кога ќе дојдете, јас ви ветувам и гарантирам дека ќе бидеме нејзини гости. Оливер или господин Njego, сега дека се знаеме? Јас во текот на моето живење во Македонија, некои 17-18 години, сум стекнал многу пријатели и јас најубавите години од мојот живот сум ги поминал во Македонија. И преска во неофицијалниот муабет ви кажав една реченица, еве сега ќе ја повторам, дека мислам дека јас сум поголем амбасадор на македонскиот народ и на македонската култура, неголи цела македонска амбасада. Јас тука знам доста луѓе кои се од Македонија и од сакам да сретнам некој од нив да почнам да се изборувам македонски јазик. Добро, види, ние сега кој ќе дадеме од Скопје или од Македонија и одма почнеме од да причаме српски. Додека сум живеел во Македонија, сум завршил гимназија Орце Николов и тоа српска паралелка. Српска паралелка, дека во Орце Николов беа 3 разреда македонска, 3 разреда беа српски. И тоа време од 74-та кога сум упишал гимназија до 78-та кога сум ја завршил, ние бевме една слика на Југославија умало. Во српските разреди уча и словенци, и хрвати, и муслимани, и не знам кои све не, а во македонските паралелки беа македонци. Ние сме се дружили и можам да ви кажам дека по-чврсти пријателства беа на релација македонските разреди со српските, неголи што беа пријателствата во оквир на едно одделение. Значи, повише се дружеле луѓето помеѓу класови, помеѓу разреди, помеѓу класови, така се вика класни или разред. Се извинувам на гледалиштето, малце сум го заборил. Сум заборил некоја терминологија, али се трудам да останам сето ова време да зборувам македонски јазик. А добри, на децата зборуваат македонски јазик? Зборувам и они разбираат. Тешко зборуваат, али разбираат, немаат проблеми со кој ќе отидат. И се јавуваат, имаат доста пријатели, доста контакти имаат со децата на моите пријатели и кумови од Македонија и интензивно се дружат преку овие друштвени мрежи и така натаму. А роден сте во Ниш? Така? Па така беше играта на случајности, беше дека татко ми тогаш прва служба која добил аеродром Ниш, али за кратко и тука ја запозна мајка ми, дека мајка ми... Тоа сакам да прашам, во Ниш се запознаваат? Во Ниш се запознаа, дека мајка ми 40 кога почна војна,
Oni izbega, majka mi togaš imаше 3-4 години и избега у Ниш. Избега у Ниш и така остана и она остана у Ниш со мајка и со баба и така натаму. И остана у Ниш, она таму заврши гимназија и у Ниш отиде во Белград да студира стоматологија и во Ниш го запозна татко ми, али за кратко ни остана у Ниш, беа година дена и после тоа татко ми доби прекоманда за Скопје и они се преселија за Скопје. Јас останав у Ниш кај баба ми, ајде оваа година, ајде следната година, ајде. И се сеќавам првите слики што ги памтам во животот беа кога сум дошол 63-та година на 20 јули ја дојдов во Македонија да идеме на летовање, со авион од Скопје за Сплит и тука сум доживел земјотрес. Тоа се првите слики што ги памтам во мојот живот. Тоа јутро, сунчано јутро, прашина, цикотници, писоци. Ние излеговме надвор, живеевме на плоштад Слобода, кај што е сега гимназија Јосип Броз. Тука беше зграда. Као има еден дел на зградата остана до раскрсницата. Од Јосип Броз према раскрсницата на булевар ЈНА. Сега не знам како се вика булеварот. Тука имаше една жута зграда, четвороспратна зграда, а кај што се сега двете кули, тука беше една зграда која се сруши у темели. Се сеќам са бајлето кога излеговме, мајка ми трчаше по тие рушевини да спашава некои луѓе. Јас со баба ми останав тука, дека ние требавме да летаме утре дента на 27-8 или можда на 1 август, не знам, да идеме за Сплит со авион. Скопје, Сплит, имаше редовна линија Скопје, Сплит. И првите слики што ги памтам во животот, и ден денеска се сликите од земјотресот кои сум ги, јас тогаш сум имал, значи, неполни 4 години. И тие слики ден денеска ги памтам како вака фрапантни, врло упечатливи, као вчера да се случило тоа. Да. Во меѓувремето, таткото са бајле дека они идеа со војни автобус, многу рано са бајле идеа дека мора да стигнат до аеродром, они тргаа негде околу 5 саат, земјотресот беше 5:17, и они не стигнале ни до аутокоманда, кога станал земјотрес и виделе во автобусот дека се случува нешто и го кренел автобусот и се враќале дома. И кога видат, Скопјето беше срушено, беше сите згради што беа катаклизмично онака определени за рушење беа срушени. 1054 жртви мислам дека било тогаш и се сеќавам дека мајка ми како млад доктор, веќе беше апсолвент на медицина, 44-та, па така да, беше млад доктор. Она трчаше по тие рушевини и да ја спашава една жена, се сеќавам тука, тие слики, таа прашина, сунчано јутро, прашина, цика, вриска, тоа ми останало као вака упечатливо, многу упечатливо и ден денеска кој ќе се сеќаме, тоа се првите слики што ги памтам од животот. Потоа доаѓа оној убав период кој што вие го поминувате во Скопје. После тоа јас отидов, пак се вратиме, ме вратија у Ниш, се сеќавам се иселивме од тој стан и дојдовме у Ниш, војни камион не селеше за Ниш и ние у Ниш бевме едини што имавме 2 телевизора и се собираше народ. Едниот телевизор го државме на прозор да гледаат овие луѓе тогашни ретко кој имаше телевизор. Па пошто имавме 2, едниот од Скопје го доселивме, сите работи од Скопје, од тој стан што таа зграда мораше да се руши. Стварите ги носевме со војниот камион у Ниш, додека татко ми после година дена не доби нов стан, а станот беше во истата улица,
ali kaj što je сега Zoil Македонија има 4 солитера. Добро. У третиот солитер 78 живееа татко ми и мајка ми на 5 спрат. Добија тука двособен стан и после се селевме од Ниш за Скопје. Јас тогаш бев веќе имав 5-6 години и мене тоа ми беше интересно. Јас се возев позади со стварите у камион. Од Ниш сега поново пак сега назад за Скопје. Така да тоа се некои доживувања што сум ги доживеал, али сепак останав кај баба ми дека мајка ми беше на работа, татко ми на работа, немаше кој да ме чува. Ајде да завршам таму прво оделение, ајде да завршам второ. И званично во пето оделение од Ниш ме пренесува у Скопје и ме запиша у училиштето Браќа Рибар, која беше позади наша зграда. Позади тие 4 солитера е училиштето Браќа Рибар. И во Браќа Рибар ја завршив основно училиште, а после во Орце Николов завршив гимназија. А со која сте генерација? 78. Со кој има од познати од познати беше Нино Леви, глумецот, не знам дали го знаете. Како не го знаеме? Беше на Анте Поповски син му, чувен писател, Алек. Беше Гаче, Ото, високиот, он беше најголем, 2 метра беше Ото. Другарите беше од српските паралелки, беше Лате, Винтер Фалко, Љупа Шварговски, добро ни е помала генерација, се дружевме заедно. И така натаму, и така натаму. Така да, кога завршивме гимназија, ја останав во Македонија до сето време, додека бев во гимназија, пеев во хорот Мирчацев. И хорот Мирчацев ми пружи една сосема друга визура на животот. Тамо беа луѓето што сакаат класична музика. Јас првиот свој однос према класична музика јас го стекнав во хорот Мирчацев. Диригентот беше сега покоен Александар Лековски и Драган Шуплевски, он после го водеше и радио хор, а и беше Тома Прошев. Тома Прошев е жив, знам, уште е диригент, во пензија, али уште е диригент. И со хорот Мирчацев ние доста патувавме. Бевме на Канарски острва, бевме у Лондон 2 пати. На Канарски острови? На Канарски острови. Бевме у Румунија неколку пати. Бевме во Франција на Сорбона. И имавме разни концерти. Ја тука имав некои солистички дионици кои јас сум ги пеел во спиритуали, во некои хорски композиции и така натаму. И така ја почнав полека да се изборувам за неко потврдување на својата индивидуалност. Со оглед на тоа дека сум од една угледна фамилија, кај што двајца родители беа остварени, јаки личности, персони и така натаму, во нашата куќа доаѓа доста угледни луѓе. Од Бранка Станковска беше водител, не знам, Бодле Тодоровски, Велко Тодевски, татко и на Тијана Дапчевиќ, односно Тодевска, ја знам као Тодевска, Бранка, Жоро Божиков, легендарен бас на Ана Липша Тофовиќ, оперска певачица и нејзиниот брат Станко Липша, кој живееше во Ленинова улица. Не знам дали Ленинова уште се вика Ленинова. Он живееше и ја кај него идев на часови по соло пеење. Доаѓав редовно, така 2 пати неделно. Веќе работев во опера, имав некој свој джепарац, мада за благодарение на татко ми и мајка ми материјално добро сум живеал. Сум имал сите марифети, моторчиња, сите привилегии што може да има млад човек. Доволно пари за тоа време. И сум идел, и сам сум си плаќал часови на вокална техника кај Станко Липша. Во меѓувреме запишав и академија кај Коста Трпков и станав многу брзо члан на Скопската опера. Така јав полека влегов во тие пеачки води. Се сеќавам на една анегдота, татко ми стално викаше, ако бидеш добар и ако ја научиш лекција, вика, ќе те носам на аеродром. А мене ми беше желба да идам на аеродром, да поминувам тамо време, да гледам што се случува, како се припремаат за летање. И тоа е една несвакидашња професија. Знаете, сите си работеа своја професија, али професијата на татко ми беше специфична. И ја тој ден денеска го издвајам како еден раритет, дека особени печатоци и желбите што сум ги имал за формирање на својот карактер и на личност сум ги стекнал на аеродромот Петровец.
Сите луѓе ја работаат својата работа. Sama legni, sama stani. Jadan sam ne mogu. Jadan sam ne mogu. А еве што ќе следите во продолжениот пат од успехот. Кингерот беше регистрација Пантам Браво Май Фокс. Тој Кингерот со кој загина Борис Трајковски истиот е? 2000 која втора, трета истиот авион. Тој авион 2004 година. 2004. Четврта година со Марко Марковски. Имам овдека чувам една флаша пијалок што сум ја добил од Марко кога сум тргнал во војска 86 година, а Марко беше тогаш млад пилот и татко ми му беше инструктор на тој авион. Значи, татко ми беше прв обучен човек за тој авион и после он ги учеше другите кои после доаѓаа во службата на Извршен совет на Македонија. Добро, и вашиот татко практично Татко ми беше шеф на пилоти во Извршен совет на Македонија. Тогаш беа Марко Марковски, што погина со Борис Трајковски. Оливер Njego своето деби во Народното позориште во Белград во операта го има на 20 јануари 1990 година во операта Севилскиот Берберин. Одевте на аеродром често или? Татко ми имаше многу често. Му беше зборот, ако бидеш добар ќе те носам на аеродром, ако не бидеш добар, мајка ти ќе те ноти на оперска представа. И ја како некој кој беше лош, стално сум идел на оперски представи, така станав оперски пеvač. Па тој не е така лошо. Не, шала на страна. Се е тоа убаво, али таа професија со која се занимаваше татко ми, таа припрема, таа нивната анализа после летањето, дури ако бидеш добар, може и ќе леташ со нас, што се дешавало безброј пати. Као војни пилот. Зборам као војни пилот. Добро. После тоа, 80-та година татко ми стана, значи, пилот на Извршен совет на Македонија. И тогаш Македонија... Тоа што значи? Пилот кој што ги возил... Сите савезни органи на целата бивша Југославија својот кадар, тој летачки кадар, го регрутира од војска, дека сакаа да бидат луѓето што се проверени. Не можеа да доаѓаат луѓето вака од некои ваздухопловни компании, не знам што, со непроверени своји CV-а и непроверени безбедносни податоци. Не може било кој да биде. И они сите, и Савезно извршно веќе тука во Белград, и републички органи, сите пилоти што работеа, дека и Хрватска имаше, и Босна, и сите републики има своја воздухопловна дистрибуција и они сите тој летачки кадар го регрутира од војска. Затоа што во војската се луѓето што веќе работаат таа работа, проверени по разни основи, по вертикала и по хоризонтала, и само луѓето како и во Титово време, така беше законот. Да мора да во цивилни служби, во републички институции воздухопловни, а секоја република имаше своја воздухопловна единица, може да работаат само луѓето што се регрутирани од војска. И таткови претпоставам ги возил кој? Да. И они доаѓаат на преобука. Извршен совет на Македонија плати преобука, татко ми отиде во Америка, во Канзас, кај што е фабрика на Бичкрафт и односно Кингер.
i on tamo beše na refishment, odnosno na proverane negovoto znanje, što znaje, kako znaje i koliko znaje. Tamo završi u nekoliko navrati preobuka i togaš Makedonija imaše pravo da go kupi avionot Kinger, koji dojde vo službata na makedonski od izvršen sovjet i tatko mi go preleta od tatko mi so Steva Reichel, so njegovi od kolega Steva Reichel, od Kansas preko Kanada, preko Island, preko Evropa, dojde avionot. Leta? So Kingerot dojde vo Makedonija. Pa тој може да лета преку океански? Pa može taka, so tehnički sletanja, ali od Kanada do Grenland ima sat i pol, dva. On može da leta 3 sata, 3,5 sata autonomija vazduhoplovna. Letačka autonomija. On, znači, do Kanada, pa od Kanada na Grenland, pa od Grenland na Island i taka so po 3 sata sletanje, dojde u Evropa, od Evropa u Makedonija. Така дојде авионот. Тој Кингерот... Кингерот беше регистрација, памтам, браво, Май Фокс, BMF. Тој Кингерот со кој загина Борис Трајковски, истиот е? 2000, која, втора, трета, истиот авион. 2004 година. 2004. Четврта година, со Марко Марковски. Имам, овдека чувам една флаша пијалок, што сум ја добил од Марко, кога сум тргнал во војска 86 година. А Марко беше тогаш млад пилот и татко ми му беше инструктор на тој авион. Значи, татко ми беше прв обучен човек за тој авион и после он ги учеше другите кои после доаѓаа во службата на Извршен совет на Македонија. Добро, и вашиот татко практично Татко ми беше шеф на пилоти во Извршен совет на Македонија. Тогаш беа Марко Марковски, што погина со Борис Трајковски. Они беа за некои 100 метра испод висина него што беше некој врх тука што е околу Мостар. Он нема, ако е ситуација нејасна во тој тренутак, он мора да се наоѓа на висината што е поголема од највисокиот врх што е околу аеродромот. Разбирате? Они да имале висината повише од 100 метра, они ќе го прелетале врхот. Они се насукале на врхот и се запалиле. Ајде да ве вратам на побавите така да, работи. Пијалокот што сум го добил од Марко Марковски, еве го тука, можам да ви го покажам ако сакате. Може би стиките многу да ви покажам. Јас во тој авион сум поминал сати и сати. Авионот дојде во службата на Македонија 81 година, а ја 86-та дојдов да служам војска во Белград. И јас со авионот сум доаѓал многу често од Белград од Скопје за Белград, дека во тоа време клучните функции во Савезна република, Југославија, беа на македонската страна. Васи Тупурковски беше во председателство, Михајло Панчевски беше председател на Централен комитет, овој што го бомбардира оваа зграда на Ушќе, и Лазар Мојсов беше председател на држава тогаш. Лазар Мојсов. И авионот од Скопје за Белград идеше некогаш и 2-3 пати во текот на денот. И вие се возеле? И ја, татко ми имаше должност да го праша председателот, дали може мој син се, ама како не може. И ја после се спријателив со нив и после како иде студија, значи ја 86 година дојав во Белград на војска, заврши војска и останав во Белград да студирам академија. И сите они знаеа дека јас сум кај Радмила Бакочевиќ на музичка академија. И кога ќе влезам во авион, hoćemo da ќе слушнеме ли некоја песна? Кажи, либе стано. Još jednom ja bih teo da verujem u sreću što nosi sutradan, svejedno meni je kad, jer danas živim ja, sutra možda neću. I kasno sad je već da za njom čeznem ja. Ne kunem tvoju ljubav sad ja i praštam tebi patnje sve, jer hoću da uživam sad ja. U ludoj noći toj.
zelene, te reči tvoje varljive. I taka jas žive vo Skopje 87. godina, završi vojska, a dođav vo studiji, na studiji vo Belgrad 3 pati nedelno. 3 pati nedelno s avionot na makedonskiot izvršen Sovjet. Значи, вие се шетавте. Браво, Май Фокс. Македонија имаше и другиот Learjet, многу побрз. Негова регистрација беше БКЈ или Браво Кило Джулиет. Как ги памтите? Да, памтам, тоа се слики, тоа ми е. И сите тука беа, јако ќе кажам, еве, дојдем од Скопје, ќе ме прашува, Скопје, која кафана, де е таа Скопје? Не бе, викам, идам од Скопје. Никој не ми веруваше дека ја живеам во Скопје, а доаѓам во Белград на студии. И така, јас од тој авион сум имал за 2 години преко 500-550 лета. Колку се лета со Кингарот? Сад Со време. Кингарот 45 беше, минути. со Кингарот имаше се поспор авион, ише 600-650 на сат, а Learjet беше многу брз со него, пола 30 минута, а За со 30 Кингарот минути? 1 сат време. На Лазар Мојсов кому беше омиljena песна? Лазар Мојсов. Жена му беше голем љубител на опера. Жена му и Лазо беше доаѓа после на опера тука. Јас 89 година дебитирав во Севилски Берберин Аха. и они доаѓа и така после тоа се дружевме во разни прилики и во клубот на театарот и некои дипломатски вечери, после и амбасадата која се формира амбасадата на Македонија, vrlo česti den денеска сум поканет и идам на тие приеми и така натаму. И која песна му е омиljena? Па не знам, разни песни. Зборувам да не дека ја Па. запеавте сега. Не, па Лазо беше љубител на Разо тука и умре, нели, бевки кај него устан овде кај градската куќа, кад си Аха. како се викаше таа улица сега не. Сум били кај него, дури жената што работи кај нас, работеше кај нив. Љилја, жената што ни одржава тука куќа, што ни чисти, работеше кај нив, Љилја. И така да сум... А Циле беше по песната или? Тупурковски беше по песната или? Да, Тупурковски беше джемперовски, како го вика тука. Ноше еден црвен джемпер стално еден. И така натаму. Непринципијална коалиција, чуена негова реченица, непринципијална коалиција. Така да, моето сеќавање на Македонија е полно со убави спомени, со богати спомени, со несекојдневни спомени. Првиот глисер, дека татко ми беше авантуристички дух, као и сите пилоти. Не размислуваше да купи викендица, да купи куќа, него да купиме глисер, да може да научиме да скијаме на вода, да купиме мобил хом, она Trident куќа на тркала и така натаму. Авантуристички дух не го занимаваше материјално, материјално едино кроз практично, да. Така да 66 година, 68, пардон, првиот глисер кој стаса во Охрид беше нашиот, а месец дена после тоа професор Станове Главаш, он беше професор на оториноларингологија и они купија. Ние, нас беше бел со црвено, а неговиот беше црвен. Имавме Джонсон 40 коња и ние се учевме да скијаме на вода. Ја тогаш имав 9 години и мајка ми, и кај што ќе застане чамецот у Пештани, обично летувавме кај нашиот Боро, рибар у Пештани, кај што ќе застане чамецот, ќе се собере народ да гледа атракција, тоа глисер, човече. Луѓето, па татко ми ќе ги провоза по еден круг, па тоа луѓето го памтеа, па идната година пак. Па не знам кого не сме научиле да скијаме на вода. Тогаш беа, а трошеше 17 литри, се сеќавам, бензин трошеше на сат. 17 литри. Ние дневно сме трошиле по 3-4 резервоара, по 20, резервоарот беше 22-3 литра, црвени резервоар голем. Ние дневно сме трошиле по 100 литра бензин, односно мешавина. А добро, зашто на Пештани, зашто не кај Билјанин извор, или таму има војно? 68 година ние не сме имале стан. Ние сме купиле стан 77-8. Не, дека војно лице вашиот татко, па нели има војна плажа таму? Не, има војна плажа, али у Пештани дека куќата беше уз Охрид и сме можеле да го пазиме чамецот, дека не биде тука на видокруг, да не биде блиску, да не...
Кога купивме стан, татко и мајка ми купија стан у Охрид, тука на Билјанини извори, 77-8 година, тогаш го државме чамецот во кај Билјани, оној рукавец што е кај што има една војна база мала, кај што има два нивни глисера, и тука помеѓу едниот и другиот, татко ми имаше право, го државме и нашиот чамец. И он тука беше и преку зима, така да ја, кога ќе дојдам вака за викенд, и преку зима со другарите сме знаеле да се провозаме до Свети Наум и да се вратиме назад. Убави спомени ве вразуваат за Македонија. Па јас сум поголем амбасадор на македонскиот народ и македонска култура, можам да кажам со полно срце, некои многу луѓе што ги знам тука, званични македонци. Јас званично не сум македонец, сум по мајка ми, по татко ми сум босанец, имам 3 држављанства. Тогаш било правилно време, од кај татко ти таму добиеш. Ја не сум поминал у Илиджа општина, Илиджа кај Сарево, 3 дена имам илиджанско држављанство. Затоа ти пееш убаво Илиџе, фестивалот таму негде. Да, а по мајка ми имам македонско и на крај добив српско. На крај сум добил српско. Така да сум ја интернационални националист. Добро, како вика, интернационален националист. Не дај Боже нешто, јас мислам дека би бил прв кој би идел од овдека да ја брани Македонија. Што те нема, што те нема, што те нема. Бог зна где си сада и да живиш јоште, али траги спомен негда не милоште, као младо сунце сву ми душу моју грije. Чека само листак jedan верности ваше. И јас стално стоев позади завеса да му кажем 1, 2, сега. А ја треба да кажем нешто. Јас сам дошол да кажем едну врло важну ствар и сад треба да чека оркестар, jer глума нема то, та ритмичка бариера нема. Они сами за себе си одреду. Јас сам дошол да кажем едну врло важну ствар. А во опера тоа нема. No, sad hajte, Ne znam žal, reci, stidne. ali što, sad hajde. Опера мора да биде строга пулсација. И он сега, али ја ќе утнам, вика времето, не знам кога. И така ја стојам, кажам, 3, 4, ти си. Помина твоето, ајде излази. Каже, каква ви е работата, каже, кај нас тоа нема, кај нас, јас сум си сам ага, сам паша, кога сакам ја да кажам, ќе си кажам, можам да направам пауза, кај сакам. Во опера нема. Абраво, Фигаро, браво, брависимо, Абраво, отиде. U večeri pod penđeri da ti bacim struk sumbula, da ti cvijet rozbori. Koliko te silno ljubim, mrijem dušo za tobom.
to